за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, добро вечер. Еве ве поканувам да го проследиме на новото издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Запазен е тајмингот, се разбира, недела после 20 часот. Бидете на брановата должина на ова реномирано радиодифузно друштво, затоа што за ова издание подготвивме, да не кажам специјалитети, но поточно настани кои што сушност се рефлексија на сето она што ни се случува на политичката плуралистичка сцена во Република Македонија. Или поточно, ако сакате, веќе повеќе од година и пол дена се занимаваме, или поточно речено изнаоѓаме, бараме начини како да излеземе од политичката кризна состојба која што на некој си начин ги не обзема скоро сите, се инволвира во порите на секојдневието и на кој начин или како да размислуваме што понатаму има ли крај, има ли на крајот на тунелот светлина за македонското поднебје. Никогаш во животот не сум бил песимист, особено па и во кога во прашање дури и политиката, затоа што мислам дека сепак македонскиот народ, православието, пред се луѓето кои што живеат во Република Македонија се на иста бранова должина кога е во прашање нивната иднина. Затоа верувам дека конечното решение ќе дојде токму од страна на оние кои што, да не кажам, практицираат на некој си начин на овие простори, туку оние луѓе кои што ги почувствувале сите придобивки кои што може да му ги пружи и бившиот, а и овој систем во кој што денеска живеем. Во фокусот на интересот во минатата недела, секако ќе се сложите, беше одлуката на Уставниот суд, или поточно речено седницата на Уставниот суд, каде што се донесува некои клучни, би рекол, одлуки и кои што ќе имаат, како што рекол, не само рефлексија, туку одраз врз сето она што значи политика и во решавање или обид да се да започне решавањето на овој проблем кој што, како што реков, како политичка криза веќе година и пол обстојува на нашите простори. Дали уставните судии почитувани се поставува едно прашање под притисок и пред се, велиме, политички притисок и од натре и од надвор, исправно ја прифати иницијативата на Талат Џафери, на пратеникот Талат Џафери, зад кој стои ДУИ, за поништување на одлуката за распуштање на собранието. Од која причина тоа го зборувам? Затоа што сами знаете дека Уставниот суд направи еден преседан, ако може така да се каже, или според оние кои што се на брановата должина на позицијата, не го укина, или поточно речено не донесе одлука за непризнавање, укинување, отстранување, како сакате, според Уставот на Република Македонија, кој што беше видно нарушен со признавањето, или поточно речено со решението да продолжи со работа новоформираното специјално јавно обвинителство. Вие сами знаете дека тоа е политичка одлука, дека таа политичка одлука ја донесува потписниците на Пржинскиот договор, меѓу кои што се лидерите, се разбира, на најголемите политички партии во Република Македонија, во присуство на двата представника, ако може така да се каже, од надвор. Тоа е господинот Джес Бейли, кој што е всушност и актуелен амбасадор на Соединетите Американски држави во Република Македонија, и господинот Ајво Оров како представник на Европа. Вие сами знаете дека политичката одлука беше потврдена со собранието, значи во законодавниот дом на Република Македонија, но кој што многумина префрла зошто на таа одлука председателот на државата Ѓорѓе Иванов не поднесе вето. Во секој случај, тоа ќе го оставиме на страна. Овој ремейк што го зборувам сега фактички представува донесување, значи не донесување на таква одлука, а донесување на одлука на отповикување или поточно речено ставање во мирување на сите оние активности кои што претходат на изборите закажани на 5 јуни. За тие избори историјата ви е позната, етиологијата уште повеќе, и сами знаете дека најпрвен требаше да се според закон, според пописот Пржинскиот договор, според се она што е најмеродавно кога во прашање на законска регулатива, беше донесено да бидат на 24 април, тие не се одржа на 24 април. Повторно беше повреден и Пржинскиот договор и сето она што е во составен дел на кога зборуваме на ова правна
легислатива дојде до промена на датумот на 5 јуни и 5 јуни и тогаш не се одржа според одлуката, најновата одлука на Уставниот суд кој што се заседаваше и утринава, поточно речено во средата и кога донесе каква што донесе одлука. Реков и повторно ќе кажам, моите размислувања до таму. Уставниот суд веќе еднаш во февруари, ако се сеќавате, се произнесе за ненадлежен за ваквите акти. Тоа можете, тоа го проследивте и преку медиумите и преку конференции, пресконференциите на лидерите, на представниците на политичките партии, така натаму и така натаму. Но овој пат иницијативата која што е покрена Талат Џафери, односно ДУИ за оспорување на распуштањето на собранието, се третира како сосема една нова или даваат призвук на нешто ново, односно се третира како иницијатива која што има поинаква основа од претходно двете кои што ги покрена, ако се сеќавате, господинот Павле Трајанов и господинот Тодор Петров. Да, Тодор Петров, некаде во месец февруари. Дека врз основа на тоа судиите ќе можат и овој пат да ја оценуваат, односно да се премислат. Некои велат. Зошто? Затоа што таа иницијатива на Тодор Петров и на Павле Трајанов беше одбиена, а сега оваа на Талат Џафери е прифатена. Многу ми на тоа очекуваа и можеби до некаде и се во право, но не сум компетентен да ги коментирам постапките, односно решенијата, особено судските, и затоа ќе се воздржам од свој личен став. Се сеќавате, во февруари судот сметаше дека одлуката на собранието за распуштање е поединечен акт и дека поради тоа нема основа таа да оценува и се прогласи сами од себе си на некој си начин за ненадлежен. Јасно е дека судот потоа трпеше политички притисоци да го спречи одржувањето на изборниот процес, колку што тој повеќе се приближуваше од датумот на 5 јуни, се поголем беше притисокот врз Уставниот суд, сами знаете, според она што се случуваше и теоретски и практично, ако може така да се каже, значи практичниот дел пред се мислам алудирам на нападите врз Основниот суд од страна на демонстрантите за демократија, така наречени по улиците, в скопските улици, кои дивее и ги вандализира спомен од бележјата во главниот град на Република Македонија и така натаму и така на. И ова сето се преточи или поточно речено се протолкува како привремена мерка на Уставниот суд, кој што конечно ја нема донесено сопствената одлука. Значи судиите на некој си начин донесоа привремена мерка со која што се запира действото на одлуката за распуштање на собранието, пред да донесат конечно одлука, како што реков, а која што се очекува да биде донесена некаде следната недела, барем според моите спознанија кои што ги имаме добиено и кои што веќе се шпекулира, за кои што веќе се шпекулира во јавноста, што де факто подразбира дека оваа одлука засега не постои како таква. А собранието, значи, можеше да се состане и тоа го направи веќе во средата напладне, некаде околу 16 часот, се одржа собраниска седница свикана од страна на спикерот Трајко Велјановски, на кое што имаше само 2 точки. Таквата постапка, почитувани, како што реков, не сум правник и не сум компетентен да зборувам, не се подкрепувам врз темелите на членот 27 од деловникот на Уставниот суд, каде што децидно стои вака. Цитат. Уставниот суд може во текот на постапката до донесувањето конечна одлука да донесе решение за запирање на извршување на поединечни акти или действија што се превземени врз основа на закон, друг пропис или општ акт чија уставност, односно законитост, ја оценува. Доколку со неговото извршување би можеле да настанат тешко остварливи последици. Ќе ве молам, тешко остварливи последици. Во случаите од став 1 на овој член, Уставниот суд е должен да ја заврши постапката во најкраток можен рок. Но некако во јавноста провејува една друга дилема, или поточно речено не дилема, една теза, која што често пати, кој ќе се спомне било кој од судовите, особено кривичниот, Уставниот суд и така натаму, дека тие се ВМРО-вски. Дека ВМРО ДПМН толку има навлезено во порите на нашиот правен систем, така да се што ќе се донеси, било која одлука оди во нивна корист.
И дека не е тоа така, покажа Уставниот суд. Он има веќе донесена една сериозна црна дамка врз својата работа, се извинувам на изразот црна дамка во наводници, но го користам изразот најчесто експлоатиран во медиумите, а тоа е прифаќање на политичкиот притисок по ниту една цена да не го укинува специјалното јавно обвинителство, иако таму неуставноста е од таков степен што е веќе невкусно за тоа да се зборува. Почитувани, вие сами знаете дека постувањето, односно новата институција која што беше измислена во пржино при договарањето за решение на почеток на решавањето на политичката криза во Република Македонија, за предизборието кое што би требало да биде кредибилно, изборите кои што треба да бидат признаени од сите чинители во Република Македонија и надвор од неа, вие сами знаете дека се измислили, поточно речено се востанови нова институција наречена специјално јавно обвинителство со специјален јавен обвинител и специјални јавни обвинители како членови на тоа обвинителство, на таа институција. И сето тоа не би било, и тоа би било општо прифатено, ако може така да се каже, доколку тој едностранчиво не започна да ги прокламира собствените политички ставови со тоа што сите предмети или обиди да минимизираат, да се дискредитираат поедини функционери и носители на високи функции во ВМРО ДПМН беа едностранчиви. Никаде специјалното јавно обвинителство не се обрна и во спротивната страна, или поточно диаметрално спротивно од ова, на која страна се наоѓа Социјалдемократскиот сојуз со своите коалициони партнери. Абсурдот што судот е често е квалификуван како ВМРО-вски, како што реков, а неговото непостапување во врска со, повторно ќе спомна, специјалното јавно обвинителство. А сега, капак на сето ова, со одложување на изборите, не оди во прилог на политичките ставови на партијата на Груевски. И затоа таа теза, долго прокламирана и протежирана во јавноста, не држи. Што понатаму од сите овие настани се случуваше? Веднаш по донесување на ваквата одлука, Уставниот суд на Република Македонија, бидејќи беше дециден, свика Трајко Велјановски, свика итна седница на Собранието на Република Македонија, на која што беше дискутирано само по две точки. Значи, измени и дополнувања, поточно речено измени на изборниот законот, каде што ќе се одложат или поточно речено нема да бидат важечки изборите на 5 јуни, и втора точка која што е наметна техничкиот премиер, а тоа е Димитриев, а тоа е да се усвои оставката на представниците на СДСМ во владата на Република Македонија и нивните заменици. Но затоа после кусата пауза што ја предвидуваме на ваков начин во секоја наша емисија, по можност малку и вие да се одморите, односно да се релаксирате, почитувани слушатели, со малку ведра музика, а и се разбира каде што и рекламниот блок нема да биде изоставен. Почитувани слушатели, еве повторно се враќаме во етерот, ако може така да се каже, на брановата должина на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија, само вкусо подсетување за оние кои што подоцна се вклучија во следењето на најновото издание на емисијата за македонските работи. Вечерва дискутираме, како што реков, за најактуелните настани кои што се случија минатата недела во Република Македонија на политички план, настани кои што на некој си начин почна да даваат некои, може да се каже, почетоци на нешто кое што одавна го посакувавме, а тоа е решавањето или обидите да се реши или конечно да се стопира оваа политичка криза која што сериозно и запрети на македонската економија, на сеопштото живење, на стандардот на граѓаните и така натаму и така натаму. Застанавме токму во донесувањето или поточно речено на реципроцитетниот одговор на Уставниот суд со неговата одлука да се стопираат сите активности, тоа предизборни активности во прашањето кога се во прашање изборите, пред се мислам на 5 јуни, реципроцитетниот одговор на Собранието на Република Македонија, кој што под водство или со свикана седница од спикерот Трајко Велјановски одржа итна седница, на која што реков имаше само две точки. Првата точка беше да се прифати или поточно речено се направат измени во изборниот законник, каде што на некој си начин најважната точка беше бришењето на помисла, така може така да се каже, дека избори на 5 јуни ќе има, значи нивно стопирање без донесување на конкретен датум кога тие би се одржале. И втората точка која што ја иницираше
новиот технички премиер на Република Македонија господин Димитриев, кој што бараше да се да се усвојат на некој си начин и да се прифатат оставките на представниците од СДСМ кои што партиципираат во владата и на кои што нивни места требаше да се предложат нови функционери или поточно речено нови министри и нови заменици министри. Според тоа и според она како што се очекуваше и така натаму, и веќе на некој си начин веќе беше целосно од јасно дека на 5 јуни нема да има избори, од кои причини сами знаете, затоа што на тие избори партиципираше или поточно се јави само една кандидатска листа, а тоа е листата на коалицијата за подобра Македонија на чело со ВМРО ДПМН, во кое што да потсетам за оние кои што не знаат, има некаде околу 20, преку 21 член на таа коалиција, значи не е само таа една партија, но земајќи во обзир дека од страна на опозицијата, од страна на партиите кои што го застапуваат албанскиот блок немаше преговорање, но поточно речено СДСМ абстинираше онака како што навести и зашто целосно Петни Жили се залагаше овие избори да не успеат или уопшто да ги нема, и ретарирањето на партиите албанскиот блок, пред се мислам на ДУИ и ДПА, кои што во последен момент се откажа да учествуваат на овие избори. Зошто, како, што причината ние дискутиравме во некои од претходните емисии, но тема на која што сигурно и понатаму после направените обсежни анализи, сигурно таа тема ќе ја повторно ставиме на дневен ред, особено во емисијата за македонските работи. Како што и сами знаете, се разви бучна дискусија во самиот парламент, доколку го следевте, се разбира, сите тоа без малку тоа го работиме, затоа што, како што реков, и обичниот човек е инволвиран во политичките збиднувања на нашата политичка сцена и со интерес го следиме исходот или епилогот, што ќе се изроди од сето ова. Но беше интересно да се почувствува, односно да се види и да се следи втората точка, или поточно речено, прифаќањето на поднесените оставки уште на 6 април, ако не се лажам, годинава, од страна на техничките министри и министрите, пред се мислам на министрот за внатрешни работи и труд и социјална политика, господин Оливер Спасовски и Фросина Ташевска Ременски, како и нивните заменици од редовите на СДСМ, а на нивни места се разбира беа предложени или повторно речено вратени старите министри. Во овој случај Чавков и Спасов. Чавков на местото како повторен министар во Министерството за внатрешни работи и Демен Спасов, кој што повторно стана министер со изгласување, се разбира, во парламентот на мнозинството, повторно стана министер за труд, Министерството за труд и социјала. Како ова беше реагирано, на каков начин реагира членовите на Социјалдемократскиот сојуз и нивната коалиција, и сами видовте. Не сакам тоа сега да го коментирам, секој има право да се лути, секој има право да има своји забелешки, особено кога губи. На некој си начин повторно собранието заживеа, повторно е во состојба да донесува нови закони, повторно да реагира на некои неправилности кои што се случуваат кога е во прашање законодавната фела и така натаму, но во секој случај мислам дека почнува животот или да се враќа во нормала, ако така може да се каже. Од која причина ова го зборувам? Знам дека се и се што се има кажано од страна на опозицијата, на представниците кои што се животно во наводници заинтересирани за случувањето во Република Македонија. Пред се мислам на специјалниот пратеник на германката Меркел, кој што по втор пат дојде во Скопје, вие сами знаете, во кој што имаше разговори со челниците на политичките партии, се со цел наводно да даде целосен придонес, не само тој туку, опште германската политика, да даде целосен придонес во решавање и расчистување на овој проблем, кој што, како што реков, може да се одрази многу во регионот, не само во Република Македонија. Згоре на тоа, посетата, повторно можеме да кажеме уште една повторна посета
на американците преку нивниот представник Ји, кој што, како што реков, повторно во разговор со председателите на политичките пактори, на 4 политички фактори, кои што во Република Македонија го подпишеа Прженскиот договор, се обидува да го заживее тој Прженски одговор, истиот да почне да се применува. Како тоа ќе биде, само можеме да претпоставуваме. Што понатаму? Во овој начин, почитувани, вие знаете дека собранието повторно започна со своите седници, повторно почна со својата работа. Дали на него ќе учествуваат сега со представниците од СДСМ, односно од опозицијата, е голем знак прашалник. Што понатаму ќе се решава, кои точки ќе бидат на дневен ред, останало да се види, но едно е сигурно. Значи, кога тогаш мора да се донесе точниот датум на одржување на бараните 4 поред воредни парламентарни избори од опозицијата, а од кое што тие побегна. Го интересира и обичниот човек, не интересира сите нас, затоа што во вакви услови Република Македонија со тешки маки обстојува, живее со своите проблеми, се снаоѓа на некој си начин, за сега можеме да кажеме се уште на границите на успешноста, но прашање е моментот кога ќе избие на која поголема криза на кое што ни се навестува, кое што чука на нашите врата, а вие пред се тоа добро го знаете. Не се уште не расчитивме со бегалската криза, која што исто така како дамоков мач виси врз македонската економија, врз стабилноста и врз сигурноста на Република Македонија. Она што се случува на јужната граница со соседот Република Грција е под голем знак прашање, затоа што не е клучот помеѓу грците и македонците. Клучот лега во меѓународниот фактор, кој што конечно мора да го реши прашањето. Сами знаете дека Република Турска се откажа од своите првични намери и така натаму и нема да го почитува договорот кој е во прашање се бегалците, и тогаш тежиштото почитување најверојатно ќе падне врз Република Македонија. Од која причина? Затоа што се шпекулира, а таа шпекулација почна да бидува и јавна тајна, дека на некој си начин се врши огромен притисок врз Република Македонија за отварање или поточно речено формирање на бегалски кампови. Во тие бегалски кампови, почитувани, се предвидува една бројка, цифра, непроверена и не сакам да ја зборувам, огромна, која што многу ќе повлие врз тамошните развојни токови на Република Македонија. Но затоа те политиката, затоа се политичарите, затоа ни е потребно едно македонско конечно единство, ако може така да се каже, кое што ќе ги оставиме првостепените наши партиски интереси, кога е во прашање Република Македонија, а потоа, кога сето ќе биде она, како што велиме ние, со еден среќен и очекувам наш овој исход, Македонија нека продолжи повторно со политиката. Политиката, плурализмот го воведовме од прости причини. Да се почитуваат законите и институциите во Република Македонија, но на крајот и да се спроведува и да се протежира политика, која што ќе значи само допринос во развојниот пат напред да се оди. Република Македонија мора и економски, како што реков, да стане на стабилни нозе за тоа што е нашата иднина. А вие знаете дека во последно време повторно и покрај оваа дереже што не снајде и покрај потешкотиите кои што се случува по скопските улици, тоа го повторувам повеќе во третиот дел, особено ќе се задржам на таквото нешто. Вие сами знаете дека повторно во Македонија, во Република Македонија се отвараат, се градат фабрики, повторно економијата на некој си начин преку проверените наши странски соработници го изнаоѓа патот, вистинскиот пат, како да се продолжи по патот на успехот, затоа што, како што реков и повторно ќе зборам, приоритет на Република Македонија е економијата. Економијата која што носи нови вработувања, нови инвестиции, покачување на брутодомашниот производ, покачување на извозот и така натаму и така натаму. А бенефитот од сето тоа, како што реков, е економскиот просперитет на Република Македонија и покачување на стандардот на живењето во Република Македонија. Почитувани, јас и тука предлагам да направиме една куса пауза, за подоцна се вратиме со третиот блок, во кој што ќе дискутираме за она насушна тема која што се уште е во фокусот на интересот и која што нема предвидлив крај. Значи пауза, проследете го рекламниот блок предвиден на реклами на Радио Слободна Македонија и се разбира неколку ведри ноти од студиото на Радио Слободна Македонија.
Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, почитувани слушатели на емисијата за македонските работи, еве повторно ве поканувам да го проследиме третиот последен дел предвиден за оваа емисија, за ова најново издание на емисијата за македонските работи, во кое што, како што реков, ќе се задржам или поточно речем поентата ќе ја удрам токму на онаа кое што како такво не може никош да се заборави, остава длабоки траги и всушност зборува за некои карактерни особини, не само на нас граѓаните, туку опште на сето она што може политиката да ни го донесе, да ни го приушти во дадениот момент, ако се така може да се каже, во мигот на актуелноста. Станува збор дека од сето ова што се случуваше по скопските улици, пред се мислам на оној демонстриран вандализам кој што го прушија така наречените борци за демократија и така натаму, остана една силна врежена порака. Граѓаните сакаат мир и просперитет, а не вандализам. Не сакаат крвопроливање, не сакаат никакви сценарија, а па најмалку украинско сценарио, не сакаат скопски Мајдан. Само поради ставот на Зоран Заев и да не се учествува по секоја цена на изборите, поточно речено негово бегање, иако парадоксот да биде поголем, тие ги бараа овие избори. Опозицијата таа кој што се бори, во секој нормално општество се бори, што побргу да го скрати мандатот на владеечката партија за да со нови идеи, со нови проекти и со нова формулација во името на демократијата да настапи пред граѓаните и да ја добие власта. Ова е нонсенс во политичкото живење опште, не во Македонија, не само на балканскиот простор, па и во Европа, ако може така да се каже, да барате избори, а од кој што понатаму да бегате како ѓаволот тамјан. Сви сами знаете дека таа демократија што ја демонстрира приврзаниците или оние кои што се на брановата должина на политиките на Зоран Заев, не би рекол на целиот СДСМ во овој случај, започна да ги напаѓаат полицијата, државните институции, ви знаете што се случи, нешто што заличуваше на реализација на едно сценарио кое што не сакам често пати да го повторувам, но во некои случаи кое што наликуваше на оно што им се случуваше на граѓаните на главниот град на Украина. Државната изборна комисија, мораме тоа да го потицираме, потврди со огромно мнозинство дека се исполнети сите услови за избори на 5 јуни. Во оној момент беше клучен кога се објави дека сестрата на Радмила Шикеринска, Јани Макрадули, ајде да ги земам представниците од Социјалдемократскиот сојуз, Гордан Ѓоргиев и други функционери на СДСМ, се така наречени фантомски гласачи, се виде дека се тоа беше уште една огромна манипулација произведена во фабриките на афери на Социјалдемократскиот сојуз и една фарса невидена на политичката сцена. Прекинувањето на кривичните постапки од страна на председателот Иванов не беше во согласност со принципите на ВМРО ДПМН, тоа го покажа и самите се оградија од неговата постапка, а криминалците и учесниците во злосторничките здруженија околу него мора да одговараат. Тоа го бараат и се уште се на таа линија. И Груевски и високите функционери, носители на функции во ВМРО ДПМН, кои што бараат судот нека се изјасни, па да видиме кој е крив, кој е вистински криминалец, кој е злосторник и така натаму и така натаму. Дали е криминалец лидерот на Социјалдемократскиот сојуз? Прашање кое што провејува, некое што се некако ја разбранува македонската јавност од којато причина. Затоа што судот треба да докаже конечно, но нема граѓанин кој што, дали тој е виновен или не, а моето размислување е дека не постои граѓанин на оваа земја кој што не само што го знае одговорот, туку се згрози од начинот на кој што господинот бараше 1 евро за црквата и 1 евро за вицето. Само снимени аудитивни снимки туку едноставно и тоа беа снимени визуелни снимки кои што на крајот на криштата ги преплавија порталите, ако може така се каже, на социјалните мрежи, медиумите и така натаму и така натаму. Преку своји уфрлени, ако може така да се каже, до вчерашни технички министри на Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија покажаа во владата на Република Македонија покажаа како фактички на кој начин би практицирала власта кога би целосно би имал Социјалдемократскиот сојуз. Ако се цени според денот, според утрото, тогаш
сполајмо на Господа, што велат старите луѓе, и на некој си начин нека не чува и нека ја благослови Господ Република Македонија. Зошто тоа го велам? Благодарение на одлуката на владата, успешно се спречи едно целосно партизирање, особено на Министерството за внатрешни работи, за Министерството за труд и социјала и останатите институции каде што Социјалдемократскиот сојуз имаше своји представници. Представници кои што беа на некој си начин коалициони партнери на ВМРО ДПМН. Зошто тоа го велам? Не можете вие, без разлика дали сте технички или вистински министер на зборот, министер во владата на Република Македонија, вие повторно да застапувате нечии туѓи интереси. Вие работите за интересите на владата на Република Македонија. Вашата поставеност се да направите за да има кредибилни, фер, демократски избори, на кое што всушност на едно референдумско прашање македонскиот народ ќе каже кому му е доверува му е дава довербата да раководи со државата и да ја води државата понатаму. Ајде да подсетиме. Само до пред 5-6 месеци министерот за внатрешни работи за цели, некои викат 7, нека биде 6 или 5 нивоа, го напреди незаконски и тоа сопругот или мажот на министерката Фросина Ременски и уште 500 партиски послушници. Парадоксот да биде многу поголем, Оливер Спасовски, како вршител на должност, како технички министер, али први човек во Министерството за внатрешни работи, не сакаше да потпише за вработувањето на 400-ните припадници на полицијата, идни, се разбира, кои што на редовниот конкурс, според сите критериуми и мерила, беа избрани и требаше да се стекнат со статусот на вработени во Министерството за внатрешна работа. Проверени факти. Велам, од проста причина што истите покрај теоретската има и практична настава или поточно речено испити во кои што ја покажува својата психофизичка способност. Во овие услови кога Република Македонија има една втора криза, ако може така да кажеме, бегалска криза, која што се уште не ги напуштила териториите, ако може така да се каже, на македонската територија, на границите со Јужниот Сос и така натаму. И кој што секојдневно се заканува бегалците да ја срушат оградата, поставената ограда, кој што преку разни шверцери, ако може така да се каже, на мигранти влегуваат на територијата на Република Македонија, навистина, за истите можеме да кажеме, сега нека извинат, сочувствувам со нивните маки и потреби, но сепак тие се на некој си начин, во целосна смисла на зборот, некоја закана за сигурноста на Република Македонија и така натаму. Јас, почитувани слушатели на емисијата за македонските работи, концепцијата ја усмерив токму на овие во фокусот интересни и актуелни прашања кои што не запискуваат и на некој си начин не доведуваат во дилема на некој како исправно да делуваме во дадениот момент. Кој е во право? Дали опозицијата? Дали позицијата кој што грчевито се обидува да ја докаже својата на некој си начин исправност на поставеноста на изборот на македонскиот народ кој што ги гласаше и така натаму. Вам ви останува за тоа да размислувате. А ние до следната емисија ќе избереме и ќе најдеме начин како повторно на некој си начин да ја скокотнеме вашата заинтересираност и вашата инволвираност во политичките настани. На демократски народни избори граѓаните по 10-ти пат поред референдумски кажа не и ќе кажат не за деструкциите и лагите на СДСМ и нивните коалициони партии. Еве ова нека биде шлафорд на вечерашното најново издание на емисијата за македонските работи со премариус доктор Јордан Пачков. Почитувани, ова што го следевте, како што реков, е емисијата за македонските работи, емисија која што во продукција на Радиодифузното друштво Радио Слободна Македонија е на рановата должина секоја недела после 20 часот. Денеска сме 22 мај, јас 2016 година. Јас ви благодарам што бевте на брановите на ова радиодифузно друштво. Пријатно довидување и до слушање идната недела некаде после 20 часот. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела 20 часот.